Најнапред сакам да се заблагодарам на љубезната покана на организаторите на 12-тиот филозофски филмски фестивал, кој, сакам да кажам, започна точно пред 12 години како филозофско филмско фестивалче. Деминутивна форма имаше на нашиот институт за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје во предавалната 8, со проекција на филмови кои ја поврзуваат филозофијата и покажуваат како може филозофијата да функционира и во рамките на филмската уметност и како некои филозофски теми се инкорпорирани во филмот како уметност. Од тоа мало филозофско фестивалче изникна еден меѓународен филмски фестивал кој е тематски поставен, како што знаете и гледате, и кој од година во година, мислам дека созрева, зрее и достигнува неочекувани врвови за она време кога тој започна и како што започна со многу ентузијазам на нашиот институт за филозофија. Но да одам in medias res, да одам кон самиот документарен филм, кој нуди неверојатно широки можности и за толкувања од гледна точка на естетиката како филозофска дисциплина, но и од гледна точка на филозофијата воопшто. Самиот наслов на филмот не насочува кон една генерација представена од тројца врвни автори, за кои што секој од нив засебно е врв во својот домен, во литературата, во филмот, во визуелните уметности, во сликарството пред се. Така што да се зборува за личностите кои што се тематизирани во овој филм, имено за Бунјуел, за Лорка и за Дали, се посебни предавања, а згора на тоа благодарам за информациите што неговата екселенција ги даде во однос на четвртата личност, која што не е толку присутна во насловот на филмот, а која што всушност е и основата на овој документарен филм. Ако сега деридаовски пристапиме деконструктивистички, и ако погледнеме што се наоѓа на маргините, а што е всушност централно и битно, тоа е Макс Ауб. Една неверојатна личност која што за жал кај нас не е толку позната. Морам да кажам дека и јас, иако имав слушнато за него, не го познавав како автор, но за мене ова беше пријатна можност овие 2-3 недели да се занимавам и со Макс Ауб, и со Лорка, и со Дали, и секако пред се со Бунјуел, кој што е носителот и основната тема и на документарниот филм и воопшто на пристапот на Макс Ауб, кој ако го погледнете оригиналниот плакат на овој документарен филм, се наоѓа долу десно, некаде со сосема мали букви напишан, а всушност се тргнува од него. И ако го погледнете почетокот на филмот, вие ќе видите дека филмот започнува всушност како една реминисценција на Макс Ауб и на неговото значење и она што тој го има направено, особено во последните 5 години од својот живот, кога решава да започне да пишува една биографија за неговиот пријател од 20-тите и 30-тите години и до крајот на својот живот, Луис Бунјуел, биографија која подоцна прераснува или Макс Ауб барем посакува да прерасне во еден роман, кој жанровски ќе биде на границата на биографизмот и на романескната структура. Но нема да одам јас сега во анализи на она што Макс Ауб го има направено, иако дојдов до него преку англиските преводи на книгата за Бунјуел, каде што всушност се застапен тој голем разговор што Макс Ауб го води со Луис Бунјуел 69-та година. Тој во англиското издание на оваа книга, која што претходно на шпански се разбира излегува, зазема половина од книгата, а натаму следуваат сите други разговори со личностите кои што гравитираат околу Бунјуел. Разговори од семејството негово, разговори со сите тие припадници на таа прочуена генерација 27, што е посебна тема и за која што може сосема со голема доза на известност да се говори како за една клучна генерација во шпанската култура, сакате и цивилизација. Тоа е генерацијата на модернизмот и на надреализмот, генерацијата која што се оформува символски врз основа на
прославата на 300 годишнината од Гонгора, која што се честува 1927 година. Па една групација на пред се писатели ја оформуваат оваа генерација 27, во нив се разбира Лорка, таму е Висенте Алехандре, таму е Рафаел Алберти, еден од клучните поети кој што е близок и со Ауб и со Лорка, се разбира, и со Бунјуел. Така што темата на генерацијата 27, која што е и поширока отколку само врзана за книжевноста, бидејќи таму влегуваат, како што гледате, и сликари, и уметници, таму влегува и режисерот Бунјуел. Една засебна тема, јас нема да навлегувам во неа, затоа што јас сакам сепак моето внимание да го насочам на нешто што мислам дека е побитно за нас во овој момент, а тоа е рецепцијата на овие тројца автори во македонската култура и литература. Мислам дека треба да се спомне и треба да се оддаде признание на неколку личности од нашата култура која направија да не бидат достапни во нашата културна средина и во нашата книжевност, творештвото на Лорка, потоа уметноста и филмската уметност и се разбира визуелните уметности и сликарството на Дали. Во однос на книжевноста и надреализмот, кој е основна тема, која што ги обединува овие тројца автори во овој документарен филм, Владо Урошевиќ и неговиот пристап кон надреализмот, со неговите преводи, главно на француските надреалисти, Матеа Матевски, се тоа академици, Матеа беше председател на Македонската академија на науките и уметностите, Матеа дури Матевски го преведе севкупното творештво на Лорка и стори многу за достапноста на ова творештво во нашите простори, па дури и на драмското творештво, бидејќи Матевски предаваше на Драмската академија историја на театарот и се разбира со посебен осврт на Лорка. Кога станува збор за Лорка, тој е присутен на театарските сцени во Македонија со таа негова трилогија, клучна трилогија, која што е поставувана на сцените ширум Македонија, во Скопје во Драмскиот и во Македонскиот народен театар, во Битола, исто така турската драма, исто така го има поставувано Лорка и Јерма, Бернардо Алба, домот на Бернардо Алба, така што главно Лорка е поставуван на сцените во Македонија, за жал во минатиот век. Може би е сега време за едно негово ново реактуализирање. Салвадор Дали е присутен, се разбира, на нашата катедра за историја на уметност, ни за предавања на нашите еминентни професори, неколку изложби, па дури имаме и негово дело во една приватна колекција на Остен, негови графики. Така што може да се каже дека шпанската култура, литература и воопшто цивилизација мошне присутна во Македонија и мошне почитувана. И сега на крајот, за да не должам премногу и да не одам во теориски анализи и на филмот, бидејќи тој нуди неверојатни можности и за деконструкција, но и за конструкција, мислам дека треба да се каже дека ги надминува бинарните опозиции, затоа што цело време тој е поставен и се обидува да излезе надвор од директните спротивставености, пријателство, непријателство, со оглед на пријателството на Бунјуел со Дали и подоцнежното непријателство или некаков се идеолошки анимозитет, судирот меѓу надреализмот од една страна и идеологијата од друга страна, без оглед дали во лицето на фашизмот или на комунизмот кој е поблизок до идеите на надреализмот и на левицата, безброј бинарни опозиции, да не продолжувам натаму, бидејќи тоа може да биде тема на едно пошироко видување или на еден филозофско-филмолошки есеј. Сакам да укажам само на една димензија која за мене е многу битна, а тоа е личносниот однос кон шпанската култура и се разбира кон овие автори кои што се тематизирани во овој документарен филм. И тоа ме води всушност кон годината 1979. Кога бев студент на нашиот институт за филозофија, 3-та година, и тоа лето на Струшките вечери на поезија, веќе имав самиот објавено неколку песни во нашите македонски списанија и 2-3 есеи, но тоа лето бев присутен на Струшките вечери на поезијата, кога Златниот венец го доби
Рафаел Алберти, кој е всушност дел од генерацијата 27. Јас имав тогаш 20 години и навистина за мене беше фасцинантно да можам да го слушам Рафаел Алберти во живо. Имаше и гитара прекрасна, така што тој ги говореше своите стихови, се водеше една дискусија, еден долг разговор со него. Илија Чашуле симултано преведуваше, потем лингвист и професор на Универзитетот во Австралија. Така што тој момент на средба со Рафаел Алберти и разговорите и прашањата што нему му ги поставуваа новинарите, токму за генерацијата 27 и воопшто за таа атмосфера во Шпанија на тоа време, за мене е еден незаборавен момент. Згора на тоа, истата таа година, имав една пријатна можност да бидам кон крајот на годината во Париз. Од декември некаде и распустот го зедов, па се вратив дури кон крајот на февруари, а во тоа време завршуваше изложбата на Пикасо во Гранд Пале, а започнуваше изложбата на Салвадор Дали во Жош Помпиду центарот, односно Бобур, како што ние и тогаш си го викавме и сега го викаме. И можев да ја следам изложбата на Дали во Бобур, а згора на тоа, бидејќи живее во една мансарда Карши Бобур, која немаше струја, на газија, сепак тоа беше некои реминисценции на 68-ма, одев скоро секој втор трет да работам во библиотеката во Бобур и да ја гледам изложбата на Дали. Секако ја видов ужива во делата на Дали, но уште повеќе во киносалата во која што се проектираше андалузискиот пес. Нон-стоп имаше една проекција која што вртеше. Салата беше прекрасна, бидејќи имаше убави фотели на надувување, оние по-партовски, во кој што можеше да се легне, па јас мислам дека едно 20-30 пати го имам гледано андалузискиот пес во таа сала, бидејќи ќе појдев таму, ќе легнев, си читав во темница, па дури дремнував, морам да признам. Така што ми е многу близок филмот, а тоа беше 50 годишнина од создавањето на андалузискиот пес. И таа поврзаност лично многу ми значи, особено сега, кога се навраќам на тие години, кога и јас бев млад и кога на еден непосреден начин комуницирав со вистинските вредности на европската и се разбира на шпанската култура, која што е блиска и се обработува на нашиот институт за филозофија. Особено мене ми се блиски и многу пати сум предавал за Мигел де Унамуно, а дури придонесов за првиот превод на македонски јазик на неговото творешто Хозе Ортега и Гасет, и да не ги редам натаму авторите. Но средбата со Алберти и оваа непосредна, можам да кажам, комуникација со изложбата на Дали, па дури и со таа можност да се проследи и таа комуникација меѓу Бунјуел и помеѓу Дали на еден посебен и специфичен начин. И сега за главното, за Бунјуел. Бунјуел преку кинотеката на Македонија ни стануваше секогаш достапен и кога бев студент, одевме во кинотеката, во киносалата која тогаш се наоѓаше во Младинскиот културен центар, пред да се префарли кинотеката во новите простории, и таму заедно со мојата тогашна асистентка по естетика, јас бев студент, сега поеќе како прозаистка, знаете, Кица Барџиева Колби, како колумнистка, одевме да ги гледаме филмовите, а меѓу нив темелни беа филмовите на Бунјуел. Без Бунјуел не можеше да поминат нашите вежби по предметот естетика и филмска естетика. Да не должам премногу, да не навлегувам сега во некои носталгични реминисценции, затоа што, како што велеше еден филозоф, кој што така ирониски пристапува кон стварноста, велејќи дека носталгијата е поправо сентиментална теологија. Сакам да завршам со таа противречност која што им е иманентна барем на овие двајца автори, и на Дали и на Бунјуел. Противречност која што ја искажуваат постојано во својот дискурс уметнички, па дури Бунјуел ке рече во однос на неговата релација кон религијата, која е многу битна за неговото филмско творештво, и кон буржуазијата исто така, и кон прашањата на сексуалноста и народовоста, која е посебна тема за која што може да се зборува. Бунјуел велеше: фала му на Бога, се уште сум атеист. Така што во духот на таа противречност, јас ви посакувам пријатна проекција. Филмот има многу слоеви, се разбира, надевам дека не говорев премногу долго, тоа е професорски манир, но верувам дека филмот
ќе ви овозможи едно пријатно уживање и се извинувам уште еднаш што споделив некои мои лични искуства поврзани со авторите кои што се врвни автори и ги се обработени во овој филм, кој што веројатно ќе си има своја судбина како сите документарни филмови. Ви благодарам уште еднаш.